Очигледно треба да се дообјасниме, меѓутоа ве молам да ме слушате што зборам, за да ја сватите поентата. Први бев контрадикторен, сега сум недоречен. И тоа во моментот кога рековте ова не чини, и што сега? Тоа е проблемот. Затоа имавме јавна расправа. Многу силно, многу од срце ја посакувавме таа јавна расправа за да слушне Министерството, за да слушне Бирото што треба. Вие мора да знаете, или ако не знаете, јас ќе ви кажам, до Министерството имат испратено свое мислење многу институции. Доволно е да ги препрочитат тие мислења, да ги анализират и тоа да го спроведат во новата концепција. Зошто тоа не го прават, не ми е јасно. Ако Институт за хемија ви вика дека во погорните оделенја треба хемијата да биде посебен предмет, што треба јас да ја кажам на власта, на Министерството, на Министерката, на Бирото, што можете и вие да помогнете, кога тие се најрелевантни за хемија во државата? Јасен допис, Институт за хемија, подпишани, одржан состанок, укажуваат дека хемијата не може да се поврзе со биологија, со физика, со географија во погорните оделенија на основното образование. Зашто тоа не го прифаќа Министерството? Институт за физика, исто. Доаѓа од ПМФ. Физиката е неспојлива со останатите предмети во погорните оделенја. Треба да се изучува како посебен предмет. Сега парафразирам, не се при мене, можам да ви ги прочитам дословно. Институт за биологија исто. УКИМ. Сенатот на УКИМ. Јавно на повеќе страни има огромен допис. Детално, меѓутоа и многу широко, затоа што има многу забелешки. До Министерството за образование. Ова треба да го смените. Зошто не постапува Министерството за образование и на мене не ми е јасно. Затоа викам, ако не знаат, нека прекинат. Ако не знаат, нека прашат. Ако не знаат, нека ги препрочитат тие работи. До мене седеше професорот Финки Миле, Сдружение на информатичари. Недозволиво е за Сдружение на информатичари да се поврзува информатиката со техника и технологија. Тоа ви е равно на технолошки процеси, на начин на работа, информатизирано, тоа е пресложено за основците. Од друга страна се гордеевме тоа што ставивме информатиката во сите оделенја. Ни треба информатичка писменост. Викат неспојливо е. Значи, треба реформи, меѓутоа треба да се издвои информатиката од овие работи. Зашто тоа не е јасно на Министерката, на Министерството, на владата, не ми е јасно. Тука е проблемот. Стручна јавност ви објаснува, стручно, оставете ја политиката. Наше е само да алармираме, ја повикавме стручната јавност. Ману. Академици кои дури се и благонаклонети према владата. Ја пофалија реформата, да за реформи, меѓутоа викат треба да се преработи камбовски. И во делот во историја, и во делот на природни науки. Сега нешто што треба да се преработи, ние да се задолжуваме и да го фураме овака народски кажано, ајде на сила. Зашто? Затоа што да не ни се погазат нашите концепции и принципи. Па недозволиво е. Што ги кошта од Министерството, од Бирото да ги земат сите овие забелешки? Нека ја преработат, не е страшно. Нека се направат
Пилот проекти. Дали имаме пилот проект за новата концепција, господине Минов? Немаме. За се имаме. Имаме пилот проект за обшествени науки предмет, за сексуално образование, 3 години, 4 години трае во ред. Немаме пилот проект за новата концепција. Немаме, не знаеме како ќе функционира. Зашто да влеваме во нешто што е непознато? Тие дилеми и ние се ги поставуваме како и вие што се ги поставувате. Лоши се резултатите на тестирањето, меѓутоа не смееме да се дозволиме луксус, уште еднаш ќе кажам, да си играме играчка со најмладите. Тоа е моето размислување. Мислам дека е во ред. На крај краишта. Млади луѓе се, основци се. Благодарам.